Продолжуваме понатаму со емисијава, почитувани гледачи, и празнично издание на емисијата Дневна соба по повод 30 годишниот јубилеј од постоењето на нашата телевизија. Го проследивте разговорот со Васе Пиперевалиев и со Јанко Мицев, и мој следен гостин е Илија Патаров, еден од тројцата собственици први на ТВ Канал од ВИС. Илија, добар ден, добре дојде во нашата емисија. Честитки и за тебе за јубилеот. Благодарам. Многу ми е мило што телевизијата живее цели 30 години. 30 години не е шега, помина вака, помина 30 години. Ти беше дел од телевизијата само колку време? Околу година и пол. Година и пол, меѓутоа значена личност си од ова историја на ТВ Канал од ВИС, бидејќи ти си еден од тројцата собственици на ТВ Канал од ВИС, кои ја имавте таа револуционерна идеја да започне една телевизија во Струмица како вистинско чудо, вистинска револуција во секој случај. Кажи ми како беше. Тоа беше нешто ново. Да. Дури кога јас имав видеотека. Видеотека? Васе доаѓаше кај мене да изнајмува филмови, и еден ден како на шала, озбилно него свати на шала, вика, планирам да отварам телевизија. Ми треба човек што може би знае нешто за тоа. Така. И он викам, Васе, ти озбилен ли си или... Да, вика, сакам да отварам телевизија. И така почнавме со два рекордера од кај мене, Panasonic, Amiga и Lado, и еден дек. Што е тоа? Тоа е миксета некаква? Не, тоа е компјутер, првиот компјутер, Amiga и Lado. Да. А и така почнаваме. Миксетата се купува после, накнено се купува миксета. Добро. И така, и Наско Митров се пријави, и он исто имаше така работено во видеотека, имаше некој искуство од монтажа, дојде човекот и прв монтажер, прв вработен, усвар не вработен, прв ентузијаст, ќе кажам јас, беше Наско Митров. Така. И така првите чекови ги направивме тогаш. Така, тогаш се појавив и јас и почнавме да ги правиме првите емисии. После, не, имавме некои проблеми со првиот предавател, бидејќи сепак власта тогаш уште не беше им јасно како може да се отвори телевизија. Може се се регистрира трговско друштво, не медиум, не појмово беше, не појмово. И имавме проблеми од полиција, и првиот предавател можам да кажам дека се факеше на сите канали. Шприцаше на секаде. И мораме да бараме недозволено. Да, мораме законски недозволено. Мораме да бараме ново чаре. Васе беше за тие работи махер и иноватор. Васе и до ден денес е махер, така? Сигурно тој има спомна дека првиот предавател, професионален, мислам, исправен, го добивме од Грција, од еден негов пријател. Да. Христалакос. Христалакос. Така, добро. Тогаш почнавме и озбилно да си ја сваќаме работа, се појавите вие, Каледжиев дојде, и само што се појавите кај мене во техниката, проценив дека имате талент и можност за добар збор и за таа работа, ме разбираш? Така. После тоа дојде Сузана Тасева, таа не беше препорачена како новинар. Да, новинар. Работеше во радиото пред тоа, малку во телевизијата. Арно, во почетоците беа се, јас ќе кажам отворено, никој не земаше плата, бе со ентузијазам и желба да се работи таа работа. Море, тоа траеше многу кратко време, работа на база на ентузијазам, но се сеќам веќе нашите први плати не беа така мали. Да, во тоа време. Можам да споредам дека во тоа време, да кажеме, мојата плата беше на висина на еден доктор, општ лекар во Струмица, и тоа не беше мала работа. Почна да пристигаат избори од разни страни, многу реклами, многу честитки и така натаму. Какво ви беше разбирањето на релација Васе, Јанко, Илија? Од почетокот беше супер разбирањето, затоа што се знаеме работа. Јас бев задолжен за програмата, тие беа задолжени да носат пари. Така. И тоа функционираше безпрекорно. Тоа функционираше безпрекорно. Добре. Јанко пред малку рече, потоа си добил желба да отвориш друга телевизија и не е проблем. Тоа нема никаков проблем. Значи, сакам да кажам нешто друго. Свативме дека граѓаните, бидејќи тоа е нешто ново за нив, сакат да гледат телевизија поразлична од државната телевизија. Така. Затоа моравме да се потрудиме да направиме концепција за било каква програма. И не само што ја чувствуваа телевизијата како своја, се сеќам на реакциите на струмичани кои велеа вака:
не сакаме да плаќаме претплата на македонска телевизија, ние си ја сакаме, на вас ќе плаќаме претплата. Баш за тоа, еден ден ни тропна на врата во студиото екипа на МРТВ. Уствари македонска телевизија од тоа време и новинар, каберман, изразија желба да направат интервју со мене, со Васе, како ние функционираме. Така. Како тоа локална телевизија. И потоа, не знам, помина и тој период, Бог да го, мислам, починате Жан Пијаманов, дописникот на мојата што беше. На македонска телевизија. Дојде кај мене еден ден во телевизијата, вика така и така, уредникот на информативната програма на МРТВ, Станин Лозановски, сака да ве виде, да направи муабет. И не само тоа, ние почнавме да соработуваме со македонска телевизија. Јас бев вклучен во некои програми на македонската телевизија, како програма на градови и така натаму и така натаму. Соработката, мислам, како да кажам, имаме некако многу добри идеи. Ние не само со МРТВ. Јас и вас почнаваме да соработуваме со Вардар филм. Ние понудиме средства да се титлуват филми на македонски и мислам од 2-3 филма титлуваме на македонски. Сакам да кажам, почнаваме да се однесеме како еден вид медиум. Имавме многу емисии, беа тука емисиите на Наско Митров, мои емисии, гости во студио. Крпевме со опрема, бидејќи сепак тоа време беше скапа таа опрема и немаше во Југославија, мораше да се набава од странство. Еден ден, како што почнаа тие избори, гостин во телевизијата беше директорот на Институтот Отворено општество Владимир Милчин. И после телевизијата, така на испраќање, тој ми вели, алал ви веруваме како може да работите со таква техника да правите такви емисии. И јас можам да ви помогнам. И него сватив озбилно. Него сватив озбилно и јас ми побарал на адреса, бидејќи не знаев есперанто на која улица, ја дадов мојата лична адреса. После 3 месеца ние бееме шокирани тројцата. Не повика во институтот да подигнеме професионална опрема. Единствен услов беше да подпишеме договор дека ќе правиме вести од локален карактер. И така добивме СВХ, миксета, добивме камера. А потоа дојде и Бета. И Бета, да. Значи соработувавме со тој институт. Така. Секој од вас си остави свој белег, и ти, и Васе Пиперевалиев, кој остана многу подолго од тебе, најмногу Јанко Мицев, кој остана веќе без малку 30 години во таа телевизија. Можам да кажам и на двајцата, можам да ја кажам благодарам што телевизијата преживеа. Така. Значи, преживеа и ке живеа и понатаму. Това е дел од мене, сигурно дел и од нив. Така, оти се соочувавме со амплитуди во нашето постоење, подеми и падови, го спомнуваме последниот пожар од пред година и пол, две, меѓутоа ТВ-каналот ви се соочи со уште еден пожар, предавателот изгоре, и знам како јас, Јанко и другите вработени на рака носевме бетон по едни мали патеки за да го изградиме повторно. Тоа беше тој ентузијазам, таа љубов кон мислам од сега не е згаснат. Гледам екипата што има уште од почетокот. Вие сте камерманот Тане Коџабашиев од почетокот. Другите се нови. Другите. Добро, Илија. Убави спомени имаш, нали, и тие спомени ке ги чуваш и понатаму во животот, се дори си жив. И реков уште еднаш ќе речам, многу ми е мило што телевизијата, која можам да кажам, ја отворивме со ентузијазам, немавме познавање од таа област, со Васе Копаров. Сепак успеал да живее 30 години. Така. Ти благодарам за гостувањето, ти посакам успех понатаму и во животот и во кариерата. Да, и да го гледаме вис.